После децениски проблем на пожари, смрдеја и чад кои што го загадуваат целиот град, јавното комунално претпријатие Комуна од Крушево започна со затрупување со земја на крушевската депонија. Денес целиот отпад кој што се палеше неколку пати во текот на годината и кој што представуваше опасност да ја запали целата корија околу градот, па дури да зафати дел од самите куќи, денес е затрупан и тргнат на соодветно растојание од шумата. Депонијата е поделена каскадно на 3 нивоа. Имавме наталожено отпад 20 години на ова место, кој беше споен со околната шума и представуваше опасност од запалување. Со самото запалување можеше да се случи да изгори целиот појас околу Крушево, појас на дрва и да настане голема катастрофа. Многу пати се соочувавме со запалена депонија, со чад кој доаѓаше по самото место во нашиот град и имавме загаден воздух. Се префрливме подолу со депонијата, кај што нема опасност од запалување, кај што ќе може почесто да ја затрупуваме за да се намали ризикот од запалување и нормално самиот изглед. Во моментов се работело и на тоа депонијата да се огради и да се постави видеонадзор. Инаку, ова е само привремено решавање на овој проблем, кој што треба да помогне со менаџирањето на овој отпад, кој што според планот во 2027 година треба да започне да се носи во регионалниот центар за управување со отпад во општина Новаци. Во моментов имаме проект за носење на преси, за селектирање на пластиката и на најлонот и картонот воедно. Ќе ги селектираме, ќе ги пакетираме и ќе ги носиме во зависност од договор со депонијата на некој претоварен центар, исто и тие. Воедно сакам да апелирам до граѓаните на Крушево да селектираме отпад, да внимаваме на нашата околина и да не ја загадуваме. Ти колку што вие загадувате, ние не може да исчистиме. Ова е проблем на сите и апелирам да го решиме тој проблем заеднички. Според планот, 18 општини од Охридско-Преспанскиот и Пелагонискиот регион својот отпад до 2027 треба да почнат да го носат во депонијата во Новаци.